Градоначалникот на општина Зрновци Борчо Коцев денеска пред председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски и пред жителите од општина Зрновци ги презентираше успешно реализираните проекти во период од една година откако дојде на чело на општината. Извршивме увид во градежните активности кои што се одвиваат во село Видовиште и село Мородвис, односно изградба и реконструкции на улици во село Видовиште во вкупна должина од 600 метри и во село Мородвис изградба на улица во должина од 100 метри. Оваа година, како што ја започнавме, така ја и завршуваме со многу енергија, многу труд, постигнавме одлични резултати за реализација на проектите кои што на самиот почеток ги предвидевме заедно со Советот, стручната служба и локалните предпријатија во општина Зрновци. Во делот на патната инфраструктура, општина Зрновци инвестираше 6,5 милиони денари, во делот на комуналната и водоводна структура, во постапка се изградба на два резервари во село Видовиште и село Зрновци во висина од 2,5 милиона во Зрновци и во висина од 1.700.000 денари во село Видовиште. Изградена е каптажа во село Мородвис, за кој што решивме дводеценијски проблем и на еден начин домакинствата имаат постојано водоснабдување во ова село. Во делот на поддршка на културата, реконструирана културен дом во село Мородвис во висина од 1.700.000 денари, средства обезбедени од Бирото за развој и околу 700.000 денари собствен буџет од општина Зрновци. Исчистени се повеќе депонии, подпишани договор за дислокација на постоечката депонија во Зрновци. Во делот на спортот изготвен е проект кој што ќе започнеме со реализација напролет во висина од 6,5 милиони денари во село Мородвис. Воедно подпишани се договори и обезбедени средства за изградба на помошни канали за наводнување, Морошка вада и Виничка вада во должина од 1400 метри Морошка Виничка вада и 850 метри Морошка вада. Изградба на 3 каскади во течението на река Зрновка за наводнување на земјоделските површини, со што трајно го решаваме проблемот на земјоделците и ја улеснуваме работата во нивните земјоделски површини. На еден начин, општина Зрновци со најмал буџет од собствен буџет 7 милиона денари, ние успеавме оваа година да направиме инвестиции над 30 милиона денари. Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски во изјавата за медиумите истакна дека кога се работи честно и транспарентно се гледаат и резултати, а за сето тоа е доказ мала општина како Зрновци, која за една година успеа да реализира повеќе капитални проекти. Една мала општина како што е Зрновци покажува дека и покрај скромните, би рекол, многу мали, минимални средства и услови со кои што располага самата општина, успева да реализира проекти кои што многу значат за жителите одека во општина Зрновци и овде во Мородвис и во Видовиште и така натаму и така натаму. Значи една многу посветена работа на страна на градоначалникот и од страна на администрацијата овдека во општина Зрновци. Јас само ги охрабрувам така да продолжат. За една година реализирани се проекти навистина многу значајни кои што се дел од програмата на градоначалникот кој што ја представи на минатогодишните локални избори, каде што победи уште во првиот круг убедливо се разбира, и покажуваме еден поинаков пристап на работите кој што е спротивен од она што го покажува власта. Многу посветена работа, многу честна работа и работа која што испорачува. За разлика од тоа што го прави владата, каде што нити некој работи, а и тоа малку што се работи, изобилува со многу контраверзии, многу криминал и многу основано сомневање за корупција. Не се сите исти, различни сме и затоа на следните предвремени парламентарни избори ВМРО ДПМН ќе освои мнозинство кое што ќе гарантира преродба на цела Македонија без разлика дали имаме градоначалници или немаме градоначалници на ВМРО ДПМН, затоа што тоа е она кое што го очекуваат од нас граѓаните надеж. И таа надеж ВМРО ДПМН ја носи а секаде со себе. Општина Зрновци продолжува со работа и обезбедување подобри услови за жителите од населените места Зрновци, Мородвис и Видовиште, за што се обезбедени средства и во тек се подготовки за асфалтирање на улици во сите населени места, обезбедени се и средства од источнопланскиот регион за бетонирање на помошни канали за наводнување на земјоделските површини.